колегата Дејан Андоновиќ, тоа традиционално значи дека се минути за меѓународна политика, но Дејане, бидејќи двајцата имаме родители кои што се во повозрасни години, тоа значи дека и двајцата се занимаваме со здравствениот систем Сакале на некеле. Македонија, сакале некеле, а инаку и таткото и татко ми се бивши лекари, пензионирани и така натаму. Кои се преточија у пациенти. Кажи ми каквите се искуствата, ја знам дека со таткото имате малку здравствени проблеми. Како ви се искуствата во минатива недела 10 дена со здравствениот систем во Македонија? Па ми се чини сашо дека овој COVID-19 издоминира и ги потисна. Само да кажам дека не се ковид проблемите со Да, таткото, сакав друго да кажам, природна. дека овој COVID, оваа пандемијата на COVID ги потисна буквално сите болести у целиот свет, па и во оваа држава. Мене не ме интересира како е во Бразил, но ме интересира како е тука. Па само кратко ќе кажам, доколку немате проблеми со висока температура и со COVID симптоми, бутнати сте во втор план, значи некои акутни болести, ургентни болести како што се срцеви проблеми, мозочни проблеми, бубрежни проблеми не ве ни третираат. Она што јас успевам да го видам е дека многу тешко може да се дојде до матичен лекар, матичните лекари наводно не работат веќе со пациенти. Тоа е првиот проблем. Сега телефонски. Пошто сме деца на лекари, многу добро знаеме дека телефонски, па уште и со ова со интернетов многу тешко се прават дијагнози. Не можете да снимите било што на рентген, бидејќи таму прво се одат само ургентни случаи, второ нема лекари. Говориме за јавното здравство. Јавното здравство. Приватно здравство функционира на многу подобро. Знаеш како, Сашо, сега јас отворено ќе кажам, не можеме сите да плаќаме нели приватно здравство, особено некои проблеми кои се над 1000-2000 евра само интервенциите, а предстојат во болница над 300 евра. И покрај тоа што нели се вели дека со фондот се работат некои работи, сепак олеснувањето не е ако ти можеш да платиш 100 евра за еден преглед. Тоа секој не може да си го дозволи во оваа држава. Што секој туку предпоставам повеќето дедо. Па повеќето. Еден од дедовците мои викаше: синко, пари да се имаат вреди само за здравје, ништо друго не вреди. Само сакам да поентирам дека очигледно здравството ние на некој начин под голем притисок, ќе бидам слободен да кажам у благ колапс, бидејќи не може да се лекуваат оние редовни и секојдневни здравствени проблеми кои ги имат луѓето, па не се сите болни од ковид, нели? Има некои проблеми со срце. Да, поминеме од ковидот на меѓународната политика, која исто така врзана со ковид. Сепак вчера се чини дека доминираше, па дури во светските медиуми гледам дека беше една од главните вести и на најголемите светски сервиси, веста за подигнувањето на заправо не се подигнати обвиненија, туку се поднесени обвиненија кои што судот треба да процени дали ќе ги прифати или не на клучни луѓе од косовското рководство, председател Тачи и поранешниот спикер Весели, така двајцата бивши команданти на ОВК за сторени кривични над 100 убиства, кривични дела против човештвото, нешто што Белград долги години го бараше од Хашкиот суд, сега тоа се процесуира. Мислам дека 9 години работеше Хашкиот суд на тоа и сега го објавила точно на денот кога Тачи треба да патува за Америка. Ајде малку во тој контекст да ги разбереме. Па ми се чини дека тајмингот е погоден точно така за да се одложи оваа посета, бидејќи од предмалку е веста дека и премиерот Абдула Хоти најави дека нема да оди на 27. Што е право, Хоти е 15 на дена премиер, дури да отидеше во Вашингтон, секако немаше да се види. Но ова ми се чини дека го знае и делегациите и Ричард Гренел, специјалниот посредник нели на Доналд Трамп за преговорите, бидејќи беа најавени на средбата на 27 некако меѓу редови, никој од нас не го примети тоа дека беа договорени некои економски прашања околу двете, нели, околу Белград и Приштина, не политички. Што ми беше и мене чудно што сега економски прашања ќе разговараат во услови кога тие треба да се вратат на преговарачка маса и да ги решат оние политички недоразбирања за идниот косовски статус. Паралелно со тоа се чини дека така прилично студено помина и посетата на Вучич на Русија. Значи континуирано се занимаваме со Србија, со Косово и така, бидејќи се главните регионални теми. Освен онаа фасцинантна фотографија во која што Вучич е двометраж од него, две глави повисоко. А големиот Путин е многу понизок, да. Да, се чини дека не помина баш славно и со многу големи, како да кажам, оптимистички изјави од двете страни. Очекува многу, српската јавност беше најавувана помпезно да средба. Добро, беше одбележена 70 и колку години таму од победата над фашизмот, каде што издефилира и 75 припадници на српската гарда, што е голема чест за една држава. Меѓутоа ми
се чини дека средбата и она што Вучич го очекуваше од Путина, тоа е поддршка за Косово, помпезни изјави, не дојдоа. Едноставно се рефлектира ли тоа заради можеби зголемените врски на Србија со Кина, бидејќи русите се чувствителни на тој Јас и многу од аналитичарите, јас сум по тоа мислење дека русите како да им замераат на србите за нивната огромна поврзаност со Кина и пред се таа релација Вучич Си Џинпинг, кои имаат некоја лична, ми се чини, малку релација, особено што време на корона кризата, ќе потсетам, кинезите беа тие што беа големите српски пријатели, Русија тука некако беше на страна и беше повлечена. Во секој случај, фактот дека пред некој ден беше повторен ставот на Москва, дека на Москва не ја одговара решавање на косовскиот статус во овие услови, бидејќи така и Србија и Косово може да отидат кон НАТО и Европската унија, само укажува дека очигледно и Белград и Москва ќе мора да ги пеглаат односите пред се, поради фактот што Белград мора да одлучи дали ќе биде под веројатно ќе мора да избере, а не да игра овака како што игра сега помеѓу три столици. На 30 на секунди пред 9 часот, само да констатирам дека можеби Србија единственава се уште на Балканот го има тој капацитет да игра на големите политички сцени во светот, иако ефектите се релативно скромни за последниве 30 на години, меѓутоа се уште можеме да разговараме. Сега ја имаат шансата, меѓутоа ќе мора да изберат и тоа е лошо како и во животот воопшто, додека им требаш на луѓето сите трчаат по тебе, кога нема да им требаш, сите ќе те забораат. Денан Додовиќ, благодарам.